изненадувањата во 100% Евросонг. Минатата неделя имавме одлично дружење, одлична аура и енергија во студиото на Македонската радио телевизија со српската представничка Бојана Стаменов. Beauty Never Lies, меѓутоа, девети поред пред незе, на 8-то место, веќе најавивме дека настапува нашиот омилен Даниел Кајмаковски Санара. И па енергијата нема да биде иста кога во прашање нашиот евровизиски представник и гостин во ова издание на Стисни Плей. Долго време се дружевме на различни локации по различни поводи, еве конечно го имаме во нашето студио за да најавиме што секе следува до 10 мај кога официјално нашата делегација заминува кај тебе дома во Виена. Инаку Бојана минатата недела вели, не знам, тоа Даниел е машко, он ќе ме даде таа подршка кога ќе се симне од мене, така што ете, убава енергија ќе имате и таму, дружење. Полека, навистина возбудата и продолжава таа насока. Да, веќе се осеќам малку еуфорија и притисок. Меѓутоа убав притисок, како и да е, од сите страни ги имаш, подршката имаш, делегацијата околу тебе, пријателите се околу тебе, се финишираат полека работите сега? Да, значи се спремаме. Мислам дека сме на добар пат. Навистина едва чекам да заминиме на промотивна турнеја, да стигнеме во Виена, да видиме како ќе испаднат пробите, како ќе зазвучи песната таму, каква ќе биде целата атмосфера. Имаме и Австралија ова година, што мене лично многу ме радува, бидејќи навистина имаат и одлична песна и многу добар пејач. Навистина е голем јубилеј, чест е некако да си ја представувам мојата земја во градот каде што одраснав. Јас денеска ќе доживеев шок, не знам, ќе се онесвестев кога видов како тоа ние добро котираме на спортските обложувалници. Не знам дали го следиш тоа, ама јас никогаш не сум ја видела нашата земја во првите 5. Даниел. Ете ти сега. Да. Од прва рака. Вау, тоа ме радува многу. Обичајно некаде бевме на дното на табелата. И велиме па добро, ова може да значи нешто, може ништо да не значи, не знам што ова сега значи, кога пред некој ден јас и ти Марко гледавме, бевме некаде 10-ти. Да. И сега сме некаде 5. Тоа е можеби еден многу добар знак. Лично мене ме радува, но сигурно не значи ништо. Ние сепак ќе си останеме концентрирани на нашиот пат. Меѓутоа, знаеш како велат, песната сепак ќе остане и после Евровизија кај слушателите, односно големата евровизиска публика, така што и на Eurovision TV ги има оние веќе одлични коментари, секојдневно се надополнуваат. Ние подготвивме уште неколку изненадувања за сите евровизиски фанови. Да, тоа е тоа што е значено оваа недела. И то, значи, едва го чекам тоа. Спремивме многу убави работи, а и самиот настап е веќе, да речам, многу добро смислен. Значи веќе има концепт, готово. Имаме концепт, имаме приказна, имаме многу работи на кои можеме да се радуваме и надеваме. Екипата која што работи токму на овој голем евровизиски тим ја обелодени приказната дека полека треба веќе креациите за да се подготви финалното издание на Autumn Leaves. Стигаат креациите од фановите? Апсолутно, и се фантастични, многу се креативни. Сподели нешто интересно, има добри делови, има Да, има многу смешни, има многу тажни резултати, има многу креативни. Имаш некоја визија како сакаш ти да заврши? Јас својата си ја имам и ќе ја откријам исто на крај. Има многу цртежи кои приближно се идентични со мојот крај, но толку се креативни сите фанови да ќе ни биде многу тешко да се одлучиме, ама се радуваме што можеме да ги анимирате евровизиските фанови, да ги вклучите да бидат интерактивни. Точно. Тројца од оние кои испраќаат цртежи ќе бидат наградени со по 2 билета. Така, сместување, патни трошоци за 3 дена. Се обезбедено. Морам да кажем дека ето сакам и малку сите македонци да ги мотивирам да кој може и кој сака исто да не поддржи во Виена. Имаме доста македонци во Виена кои сите се спремни како војници, чекаат да викаат што да правиме, кажи се ќе правиме што е потребно. Сакам исто да се заблагодарам на агенцијата New Way of Travel која ни е најголема поддршка во нашата акција со цртежите, значи Таа всушност ги доделува овие подароци за, односно гратис билети. Точно и во таа целиот аранжман. И во истата агенција New Way of Travel може исто нормално да се купат билети
и пакети така, значи со За да престој биде во дел од- Виена. Точно да едноставно Сето да тоа. бидат дел. Мислам, овој пат ни е многу блиску, не ни е многу далеку Евровизија, па би се радувал да има многу македонци, пошто тоа Сакаш да мене- видиш многу знамења во Да, Како да, не? не знам, јас сум таков, јас сум Да. носталгичен. Знаеш дека поред малите екрани ќе бидат, меѓутоа убаво кога ќе си ги видиш во публика со транспаренти и знамења. друго Како е. не Значи, чувството? јас сум таков, си ја сакам земјава, сум многу носталгичен и сега дојде тој момент што цел живот што сум го замислувал, што сум го гледал Присутен пред е веќе, себе да. и сакам да има многу македонци таму. Да, супер. Каде имаме повеќе интерес од македонците или од останатите фанови евровизиски од Европа, бидејќи ова е повик до сите кои доаѓаат од Европа, така? Да, имаме многу цртежи од Македонија, се разбира, но има многу цртежи од странство. На тоа се радуваме, на нашата веб страна има голема посетеност со таа акција и се радуваме што можеме на таков начин да им ја донесеме поблиску и песната и целата приказна и можеби мојот карактер. А и самиот ти да допреш до нив. Само да не забораваме да споменеме дека до 20 април, нели, завршува сето тоа, целата таа приказна и кога ќе биде... Ти, Марко, ќе црташ? Од кај знаеш дека јас до сега не Не пратим? си пратил? Добро. Може имам некој непроспиен, но ја со моите внуки А бидејќи лобирај секако за се награда, може ги. големи фанови на Даниел. Меѓутоа имаме пакет изненадување во секој издание на 100% Евросонг, токму и ова ќе биде така бидејќи ти пред секако и промо деновите кои што ти следат, уште еден сингл, овој пат со Бобо и Мерч или пак нашите Former Blackstreet. Да, Blackstreet, каде што ние јас и Александра се дружевме во една прилика во станица 26 кој има концерт тука. Како се случува соработка и како веќе наоѓаш време меѓу сите овие активности па по нешто да снимаш? Да имаш и добра соработка токму со овие момци. Значи, Ерик и Марк се на вистина старите членови на Blackstreet. Реми исто така секогаш бил присутен со Blackstreet, значи ако некој отпадне, тој бил замена. Така да ново име, Мерч. Као нова етапа некоја која Точно, така, точно, но супер. сепак се тие луѓе кои се мои доли, со нивна музика сум одраснал и на вистина сум почестен што имам песна со нив. Не знам дали колку луѓето тука може тоа да го сватат колку мене ми значи. Ја особено задржав на крајот на приказната кога го посетувате семејството, впрочем, на вистина фантастично. Се изненадив на вистина што такви луѓе, ето исто и како Бобо и како Мерч или Blackstreet, се толку хуманитарни што дојде екстра од Америка да учествуваат во овој проект и се најдовме изгледа исти карактери и души на едно место и можевме да помогнеме така на некој начин. Сите бевме многу среќни. Супер. Ќе го гледаме тој премиерно спот? Ке го да прашам уште нешто. Како оди овие денови се Се побрзано приближуваме околу тоа. након промотурнијата и поканите кои ги имаме за учество на настанот на Огај во Србија, па потоа оној голем Eurovision концерт во Амстердам и т.н. Еве ти ќе ни кажеш. Каде се ќе те гледаме, Даниел? За прво ќе заминеме во Албанија, на тоа многу се радувам. После тоа ќе заминеме за Белград, каде што ќе гостуваме исто во една емисија. След тоа следи Амстердам, потоа сме во Белгија и во Германија, па Русија. Ќе издржиш ти, ја пуштаме секако ние сета сила и енергија во ова студио. Апсолутно, јас сам си го посакував ова. Македонија ме поддржи во таа желба и ми ја даде својата доверба и сега сигурен сум дека ќе издржам. Навистина, од тука ти праќаме голем број прегратки и бакнежи и секако дојди со победа. Ако не се видиме секако до тогаш во ова студио, секако ќе Ќе слушаме се видиме од многу други локации, да, од ќе каде има што богами. Даниел ќе праќа евровизиски пораки до сите Да. фанови кои секако И не заборавајте, цртете, крирајте се што повеќе да се собираат и до 20 април мете Што ќе правиш со сите тие цртежи? Иако ги секој добиваш во еден електронска ги чуваме форма? сите. Имаме еден зид каде што се сите, значи и цртежите од спотот, тие ќе ги зачуваме и ќе видиме на крај што ќе направиме со нив. Го А лацираме ќе ја со имаме медиите. приказната на крајот, ќе го довршиме видеото. Апсолутно.
Ништо вака сега. Ферментираме, уживаме во великденските празници. Јас и ти сега заедно со гледачите на македонска телевизија истите ги го гледаме спотот официјално оваа соработка и Кој е што повеќе? снимен во Македонија, значи сите локации Да, се веќе препознатливи во се тие Скопје локации. и Скупската ширум. чаршија, така. да. Точно, да, многу Ти се прв пат да години. не беше на крстот горе, или? Не, Не. не, сум бил многу пати. Пеш или како? И За жичара. пешка, и со кола и така. Добре, добре. Ајде Carry официјално. the flame, да. Ајде, овој пат нема да слушнаме Yes, нашата евровизиска, туку последното што Даниел Камаковски го направи. Во продолжение Carry the flame, а потоа јас и Марко удиме со другите наши евровизиски теми.